Лошите навики во исхраната се причина за се поголем број на деца кои страдаат од прекумерна телесна тежина. Нутриционистите предупредуваат дека повеќето деца не се хранат правилно и здраво, а родителите честопати грешат во однос на секојдневното мени. Брзата храна и вештачките суплементи треба да се избегнуваат, додека дечињата редовно треба да јадат здрави продукти кои содржат хранливи вредности потребни за правилен раст и развој, велат стручните лица. До родителите порачуваат да не им даваат било каква храна на децата кога одбиваат да јадат, туку да се потрудат да им создаваат здрави навики. Исто така сметаат дека треба да се обрне поголемо внимание на храната што најмалите ја добиваат во градинка, како и при лекување во болница. Повеќе деца на одредена возраст има проблеми со јадење. Еден од проблемите е што децата не јадат каква била рана, додека родителите се обидува да ги ранат со какво било услови. Ова е грешка од нивната страна. Децата треба да содржат храна што содржи дадени и нутритивни материи. Како друга грешка може да се спомне дека некои родителите кога ќе видат дека детето не јаде, тогаш оди вештачко како додатоци на витамини и суплементи. И тоа е многу погрешко, бидејќи подоцна предизвикува многу последици. Има и многу грешки, например во градинките гледам како дневните менија ги подготвуваат луѓе несоодветни на оваа област, исто така и во болниците е истата грешка. Дебелината кај децата треба да се свати како сериозен проблем кој може да доведе до здравствени последици, вели Несими. Дебелината е поле само по себе, каде за жал е присутна секој ден и повеќе. Статистичките податоци покажуваат дека на глобално ниво околу 41 милиони деца над 5 годишна возраст имат прекумерна тежина, според која прекумерната тежина се смета за глобална епидемија од Светска здравствена организација. Како резултат на тоа, дебелината предизвикува кардиоваскуларни болести, диабет, па дури и некои видови на рак. Нутриционистите советуваат во секојдневното мени на децата да бидат вклучени комбинации на зеленчук и овошје во количина од 300 до 400 грама, млеко и млечни производи, особено јогурт и кисело млеко, потоа меса со помалку маснотии како пилешко и јунешко, а задолжително да има риба и јајца.